civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Избори час поскоро на непоцена на здравието на граѓаните. Она кое што денеска како консензус го донесовме, претходните говорници ви го пренесоа, го потврдив и јас, претпоставувам и тие после мене ќе го потврдат, дека во текот на следната недела, откако ќе ги добиеме информациите од овие институции, ќе бидат константа во делот на одлучување за тоа како понатаму. Да, јас сум претседател на партија и ќе продолжам да се среќавам со граѓани кои што ценам дека можат да допринесат на некаков начин, законит се разбира, во насока на остварување на победа на избори, дали се тоа локални, парламентарни или председателски. Јас нема да лицитирам со дати, дали тоа ќе биде 14, 21, 28, 5 или некоја друга. Онаа дата, кога овие работи ќе бидат сведени на минимум, а ќе го гарантираме здравието на граѓаните и ќе спасиме живот повеќе, ВМРО-ДПМНЕ ќе излезе на избори и ќе победи. И ги охрабрувам уште еднашка институциите во државата, доколку постои основано сомневање за било какво моје инкриминирање или основано сомневање за сторено кривично дело, веднаш да покренат истрага. Уште денеска, односно подопрен глас, откако тоа го сторија, откако се појавија овие нелегално стекнати материјали. Очекувам истото да го направат и за останатите нелегално стекнати материјали кои се појавија или па можеби ќе се појавуваат во периодот кој што следи за други видови на политичари и јавни лица. Прво да почнам со тоа што ќе спомнам дека ова лидерска средба е повикана на барање на претседателот на опозиционата ВМРО-ДПМНЕ, како што беше кажано, за да праша зошто е иницијативата на СДСМ за собирање на потписи за редисвикувањето на парламентот и верувам дека денеска секако тоа го расчистивме. Уште еднаш утврдивме дека се истрошени сите можности парламентот да биде свикан. Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата на сите можни начини направи демократски исчекори да се свика парламентот и биде ставен во функција. Претседателот на собранието одлучи дека не може да се свика, еве и Уставниот суд на 2 пати потврди дека не може да се свика. Со тоа барем денеска стана јасно, согласно елаборацијата на сите, дека единствено закажувањето на изборите согласно уредбата со законска сила на владата, која што се однесува на 22 дена од завршувањето на вонредната состојба во државата. Утврдувајќи ги сите овие правни аспекти, барем еден значаен дел денеска заокруживме. Истовремено, она кое што беше важно, се проектира одредени потенцијални датуми, така да, знаејќи оваа можност, беше кажано дека ако теоретски нема трета вонредна состојба, тоа значи дека изборите од 17 плюс 22 дена се на 8 јуни. Ако се прогласи нова вонредна состојба од 30 дена, изборите би биле на 7 јули. Ако се направи прогласување на вонредна состојба од 2 седмици, тогаш изборите би биле на 21 јуни. Ако се прогласи вонредна состојба уште една седмица, изборите би биле на 14 јуни. Така стојат правните аспекти за кои што денеска се дискутираше и немаше некој спротиставен коментар на самите вакви правни аспекти. Истовремено, утврдивме дека една значајна работа е важна за сите и сите се согласивме и тоа треба да го знаат граѓаните, дека нема поважна работа за нас политичарите од здравието на граѓаните. Почетокот на следната недела ќе одржиме следна средба, која ќе бидеме подготвени да разговараме за датум за изборите. Сакам да напоменам дека водењето грижа за здравието на граѓаните и водењето грижа сеопшто за граѓаните е обврска сите институции час поскоро да ги ставиме во функција. А тоа е парламентот и политичка влада која што ќе носи одговорност. Здравие е за граѓаните, ако навистина 100% сите институции функционират. И покрај тоа, што треба да имаме сите одговорност, знаејќи дека есента е ризична да ја прифатиме, дека треба час поскоро да воспоставиме институции кои што не функционират во државата, тоа е политичка влада и пред се парламент во парламентарна демократија, каква што сме како земја,
Сепак опозицијата не беше спремна денеска да разговара за датуми. Им треба време, сакат дополнителен простор, буквално купуваат седмици и за мене тоа е разбирливо. Затоа што ниту Мицковски ќе биде идниот премиер, ниту заради изборите ќе починуваат или ќе изгубиме граѓани. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.